Поради неисполнетите ветувања на владата и општините, лицата со попреченост денеска се собраа на протест пред владата во Скопје. Со чувство на длабока фрустрација, тие укажаа дека државата, која се декларира како социјална, само 14% го зголемува додатокот за попреченост, додека платите на функционерите пораснаа за 78%. Зоран Велевски е родител на дете на кое му била диагностицирана церебрална парализа. Само трошоците за количката се големи, вели тој, а државата ги покрива на секој 5 години. Едно инвалидизирано лице со 12.000 денари, дали може да преживее? Се запрашуваме. Кај се лекарствата, кај се животните трошкови и не дај Боже ако остане сам, кој ќе му помогне? Луѓето со попреченост бараат веднаш државата со европско знаменце да донесе специјален закон за достоинството и благосостојбата на лицата со попреченост согласно меѓународните конвенции. Од коалицијата Менуваме, која го организираше протестот, велат дека централната и локалната власт со години не ги исполнуваат ветувањата кон лицата со попреченост. Зоран Гиев протестираше со својот син, огорчен што луѓето со попреченост се заборавени од државата. Се соочуваме со многу проблеми. Проблеми од социјален аспект, здравствен аспект, образовен аспект. Ова група на луѓе, дали се тоа деца, младинци или повозрасни, во сите категории заборавени се од општеството. Значи, скоро во законите кои што треба да бидат упатени, ги нема никаква категорија. И покрај понудениот диалог од Министерството за труд и социјална политика, луѓето со попреченост се незадоволни од зголемувањето на додатокот за попреченост од само 14,9%. Тие бараат додатокот да биде зголемен за 78%, како што неодамна беа зголемени платите на функционерите. Меѓу останатите нивни барања се формирање на институција Народен правобранител специјално посветена на лицата со попреченост, но тие упатуваат барања до локалните власти, бидејќи со години се соочуваат со проблеми со пристапноста. Нашите препреки се повеќе физички, а тие што треба да размислат за нас, ни ставаат дури и на обележани места паркираат коли, малку поголеми, како се вика, тротоари, издигнати. Не може да се кача на тротоар. Ги молев 2 години у автокоманда на семафорите да направи спуст за инвалиди и за колички жени и деца што пренесуваат преку семафорот. Можда нема владата пара, потрошена е, меѓутоа можеше помала ставка да им дадат нив, па да поделат и на другите. Луѓето со попреченост се надеваат дека со кревање на гласот и залагање за промени ќе можат да обезбедат властите да ги исполнат своите обврски.